Рибата плива додека е жива, но не и кога ќе стане пифтија. Денес правиме пифтија од риба. Ќе започнам со припрема на состојките. Морков. Ќе го исецкаме на не многу ситно. Една главица кромит, не многу голема. Само на 4, доволно е. Две лукчиња, ќе ги исецкаме на листови. Додавам литар и пол вода. Сега ја додаваме рибата. Во овој случај користам замрзната риба, сом. Можете да користите секако вид на риба, но не би препорачал тоа да е пример пастрнка или лосос. Треба некоја помрсна риба, помасна риба. Пример сом или краб. Слободно може да ги додадеме и останатите состојки. Морковот, нормално и кромидот, 6 грама биберово зрна и 5 грама сол. Ќе додадам и 3 малечки листиња ловоров лист. Исто така 3 листиња жалфија. Сега ја оставаме простор на рибата убаво да се свари. Правиме посна пифтија. Како што може да се забележи, рибата веќе е сварена. Ќе отстраниме прво рибата. А зеленчуците ќе ги оставам уште 5 до 10 минути. Доволно е. Сега одиме со прецедување. Од рибиот бујон ќе искористиме само 1 литар. Ќе додадам 5 грама агар-агар. Можеме истото да го направиме со желатин, но нема да биде посна варијанта. Знаеме дека желатинот е или говедски или свински. Затоа искористувам агар-агар. Штом ќе дојде до степен на вриење, треба да прекинеме со готвење. Да, сега е моментот да се престане со готвењето. И како што може да забележите, тука веќе ја имам претходно сварената риба, исецкана на поситни парчиња, и сега врз нејзе ќе го додадеме и лукчето. Го додаваме бујонот, што го направивме со агар-агарот. Сега некој ги користи зеленчуците, но јас би сакал да имам кристално чиста пифтија од риба. Затоа и не ги користим. Така подготвената пифтија оди на ладење од прилика 2 часа. Се гледаме подоцна. И да, пифтијата е готова, спремна за сечење. Изгледа совршено.
Е па да, вака изгледа пифтијата од риба. На здравје!